Великден беше последната надеж за деморализираните сточари, откако голем дел од нивните јагниња и останаа во трдлата. Ситуацијата во свој раце ја презеде очејот. Овој Великден беше многу поразличен од другите. Кај нас јагнињата уште стојат, затоа што ние се залагаме да ги добро чуваме, добро храниме и не ни се даваат по таа цена што беше и планираме да ги чуваме и понатаму. Јагнињата пораснаа и изедоа сета храна. За Великден не е продадено ниту едно јагне. Во иста мака е и Иле Мушев од Штипско, кој буквално не знае што сега. Нешто проведеме на 2 тури таму. Првата тура па добро, порано. Втората нешто по-лошо. Етен лошо, не за лошо и сега трета тура ништо. Стоат јагнињата. Претежно стоат и етен ниска цена. Па нудат сега 100 динара, 110 и 120 денег. Така, нудата многу тешко и тешко товарат. Да ви кажам право дека тешко товарат. Јагната стоят, претежно стоят сигурно 50-60% и може повише да стоја. Што според овие сточари во овој момент државата треба да направи за нив? Треба подитно они да дадат и субвенции, што треба да појачат нешто државата. Ако мислат да се остави и женското јагне како што слушаме, демек така да плаќат нешто за женското јагне. Сега ќе видиме по Великден нешто ако има за наш домашен пазар, за државата, пошто нели ветија дека ако не се продадат, ќе ги откупи државата за домашните пазари. Чекаме на тоа да видиме што ќе биде. Од друга страна, од Министерството за земјоделие велат дека владата била обзирна кон новонастанатата ситуација и за сточарите ги зголемила субвенциите. За сточарите што ќе одгледуваат женски јагниња, основата е 100 плюс 1500 денари, а од 700 субвенциите се зголемуваат на 1500, што значи дека секој сточар за јагне кој ќе го остави за приплод ќе добие по 2500 денари. Но оваа мерка нив не ги радува, бидејќи не им ги решува проблемите. Велат дека не можат по секоја цена и во оваа прилика да ги зголемуваат стадата, бидејќи немаат пари за храна, овчари и други потреби. Во моментов во источниот регион има околу 142.000 овци, од кои помеѓу 70 и 80.000 јагниња беа планирани за продажба. Меѓутоа, речиси половината останаа, а откупените беа по цени далеку од планираните од сточарите.